Добра вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во емисијата За или против. Јас сум Анастасија Илиевска и вечерва продолжуваме, односно ја затвараме неделата со една тема поврзана со локалните избори и на моје огромно задоволство денеска во студиот имам двајца градоначалници од две скопски општини. За почетокот велам добра вечер на Дарко Костовски, кој што е градоначалник на општина Бутел. Добро вечер и благодарам за поканата. И Александар Стојковски, кој што е градоначалник на општина Ѓорче Петров. Добра вечер. Добра вечер до вас и до гледачите на вашата емисија. Денеска сме во ваков сустав, бидејќи заврши вториот круг на локални избори, веќе градоначалниците, советите ќе си почнат со работа и веќе почнавте со активности, но би сакала да направиме една ретроспектива на она што значи добро водење на општината, а ово го велам затоа што добивте втор мандат уште во првиот круг, што е доказ дека граѓаните препознаваат дека проектите, сето она што е направено за конкретната општина, било добро за нив и за нивната иднина. Очекувано, еве од вас ќе почнам, очекувано ли ви беше дека ќе победите уште во првиот круг и ако да, тогаш со кои проекти и што беше тоа што направи на граѓаните да им биде лесно да одлучат кој сака да им биде градоначалник и во овој мандат? Така, јас повеќе пати сум напоменал дека навистина кога ќе дојде редот на избори гледам да дадам максимум и да презентирам од она што е сработено до тогаш или еве ако се кандидирам за нешто по прв пат да кажам што ќе направам. Никогаш не сум оптеретен со бројките кои што се од анкети, секогаш сум доволно свесен да знам дека од 0-0 практично почнуваме таа утакмица наречена избори. Општиот впечаток за работата, сметам дека жителите на Ѓорче правилно го валоризира и го наградија. Ангажманот не само мој, туку и на луѓето кои што се дел од општината, советниците кои што беа вклучени, па и на крајот партиските активисти кои што знаат тоа добро да го презентираат, што све сме направили, од каде започнала општината, бидејќи навистина имавме во првиот мандат исклучително тежок старт. Верувам дека и колегата Костовски тука ќе се согласи. Започнавме од големи минуси во нашите општини, успеавме да ги доведеме во едно многу пофункционално ниво со бројни реализирани проекти и гледаме дека и во периодов кој што одмина од изборите, ние продолживме да работиме, затоа сето тоа претходно беше припремено, добро сработено, организирано, обезбедени финансиски средства и продолжуваме ние тековно да работиме. Значи, оној период на изборите беше повеќе да се потсетиме сето тоа што е направено. Имавме можност уште еднашка да го презентираме. Гласачите тоа го препозна. Јас сум им лично многу благодарен за тоа. Успеавме да зголемиме многукратно разликата во однос на тоа што беа претходните парламентарни избори, да добиеме повеќе гласови на овие избори од тоа што ги имавме претходни, и од тоа поголема сатисфакција и потврда за успешната работа и мислам дека и не може да најдем. И јас се уште еднашка изразувам голема благодарност, но сето тоа значи обврска за нас плюс и уште повеќе да продолжиме да работиме. Костовски, што мислите вие? Очекувано ли ви беше да добиете поддршка уште во првиот круг, имајќи предвид дека претходниот мандат ви беше прво реализирање како градоначалник, односно за прв пат видовте што значи да се биде градоначалник, како да се менаџира една општина, со кои предизвици позитивни, но и одредени предизвици со кои што нормално се соочуваме во секоја професија. Кој е вашиот став за ова? Па, ќе се обидам да бидам малце различен од колегата Стојковски, ако тоа што го кажам навистина е основа можеби на одговорот на ова прашање што го поставувате вие. Знаете, додека сте градоначалник и додека имате веќе дадено доверба од страна на граѓаните, вие имате две опции, или да се посветите максимално или да не го направите тоа. Доколку се посветите максимално по однос на тоа што сте го ветили да го реализирате, и ако тие 4 години ги поминете навистина со многу работа и многу труд, тогаш кампањата најпрво ќе ви се олесни,
бидејќи ќе се занимавате со реални работи, нема да се занимавате со гола политичка реторика или, како популарно се нарекува, популизам. Туку ќе се занимавате со тоа што вие практично сте направили. И многу во психолошка смисла ви се олеснува работата кога се едни избори во прашање. И во таа смисла ќе се надоврзам директно на прашањето. Искрено очекував ваква голема поддршка од страна на граѓаните на општина Бутово врз основа на тоа што успеавме да направиме во претходните 4 години и за тоа сум навистина благодарен. Некако и додека се чувствуваше, додека се случуваше мандатот, додека трае овие 4 години, претходните 4 години за време на првиот мандат, се чувствуваше таа поддршка од страна на граѓаните постојано. Вие, ако сте реален, ќе почувствувате дали тоа што го правите е вистински или не е вистински. Во таа смисла би издвоил, бидејќи нели основен наш политички противник е Социјалдемократскиот сојуз, може би имаме едно од најголемите победи на територија на Македонија кога соодносот во прашање некаде околу 6-7 и навистина сум благодарен на граѓаните на општина Бутово, уште еднаш да споменам што тоа го препознаа како позитивно. Со оглед на тоа што веќе станува збор за втор мандат, има ли некоја, ако може да ја кажеме, лекција, поука од првиот мандат, што ве научи и што ќе ја земете како додадена вредност сега за во вториот мандат? Па не има повеќе лекции кои што сме ги научиле, да кажам така, во првиот мандат и кои што ни овозможиле да создадеме подобри услови. Пред се, еве во рамки на самата организација на општината, во делот на комуникација со јавноста, со акцептирање на она што се реални потреби и можности за реализација на потребите на жителите во општината. Има во повеќе сегменти, има работи кои што биле за нас тогаш нови, но кои што сега веќе ги знаеме и обраќаме поголемо внимание, бидејќи работата во општина е многу комплексна. На крајот од денот и жителите за секоја една мака нивна и потреба, дали била тоа наша ингеренција или пак можеби на некоја друга институција, најчесто и најпрво се обраќаат до нас. Но еве ако би требало да избројам, тоа е во делот пред се на комуникација со граѓаните, како и домакинско управување со ресурсите кои што ги имаме и правилна алокација на истите, затоа што мора да утврдите секогаш приоритети. Колку и да ви е подобра или полоша состојбата, секогаш сте ви ограничени во една рамка во која што треба да делувате и во рамки на тоа треба да издвоите најразлични приоритети. За нас приоритет беше во најголем дел инфраструктурата, затоа што Ѓорче, иако години наназад поминале се развило, недоволно пратела инфраструктурата тоа што било од аспект на реализација. Ние најмногу се вложивме во делот на патната инфраструктура и тука и продолжуваме да ги завршиме сите оние проекти кои што сме ги ветили, за кои што сме обезбедиле веќе средства. Поминуваме сега на друго ниво, да ги доградиме сите училишта, да создадеме услови за идните генерации таму, да ги завршиме градинките кои што сме ги ветили, 2 од нив веќе почнавме да ги работиме, така да секое време си носи своји приоритети и своји лекции, ако можам вака да го кажам, меѓутоа сме далеку пописмени од она што бевме на почеток на првиот мандат. Мислам дека на почетокот споменавте дека ја затекнавте општината со многу големи долгови. Претпоставам дека тоа беше најголемиот предизвик во првиот мандат. Па во првата половина на мандатот. Успеавме ние во првата половина да го надминеме тој дел и да започнеме сериозно да се Сега го немате веќе тој Не го немаме тој притисок, затоа што создадовме услови за нормално функционирање на општината. Имаме сега други предизвици, сега гледаме. Па да, во моментов предизвикот веќе го напомена во делов најмногу на децава, зборам за училишта, градинки, но и тоа дека на Ѓорче му фалат сериозни проекти од типот ни фалат повеќе урбани скверови, ќе го правиме новиот парк Македонија на Кеор на Варар, најубав во градот Скопје. Парк кој што ќе имаат можност да го видат и другите жители на градот. Ни фалат веќе такви урбани нешто. Јас гледам и во руралните средини, ние со патиштата, со инфраструктурата или завршуваме или ќе ги доработиме, но веќе осеќам дека луѓето
имаат други потреби. И таму сакат паркови, зони за рекреација, зони шеталишта, значи успеавме да го надминеме ова, да излеземе од калта и метафорички и реално, и да веќе размислуваме во правец на така убави работи, ја сакам да кажа, да правиме нешта кои што ќе го оплеменуваат животот на луѓето. Ќе дават и додадена вредност. Нормално е, затоа што сепак ние сме една доминантна урбана средина и тоа што важи за рурален дел, јас лично не сметам повеќе дека е рурален дел, бидејќи има изградена инфраструктура и работиме на тоа да биде така, сега да фалат одредени елементи, тука и со соработка со приватниот сектор, треба да ги додадеме. Кафичи, места за одмор повеќе. Гледам дека граѓаните и од нас го бараат незапознаени дека сепак тоа се приватни инвестиции, но ќе се обидеме да создадеме услови и локации за да можете ти такви простори да се отворат. Дали се согласувате со дел од предизвиците со кои што се соочил вашиот колега, и ако дел од предизвиците се исти, дали сте имале исти или сличен начин на работа, бидејќи имате успешна приказна во делот на управување со општината, колку работите и предизвиците се слични или различни, колку начинот на работа во една или друга општина е исти или различен, бидејќи факт е дека имавме голем број на градоначалници кои што односно кандидати за градоначалници од повеќе политички партии, меѓутоа не ја добива довербата. Имаше градоначалници кои што имале тековни мандати, но не ја добија повторпат довербата. Што го издвојува, односно каков начин на справување со проблемите и со предизвиците кои што конкретно општина Бутел се соочи помага во целиот тој процес? Оној дел што го споменавте, доколку некој е градоначалник еден мандат и се кандидира за втор мандат и не го добие, тој човек веднаш треба престане да се занимава со политика, и мислам дека и јас истото би го направил веднаш во истиот момент, заради тоа што мислам дека е најрелевантен доказ поврзано со тоа како сте го сработиле мандатот. Сепак се зависи од граѓаните. Поврзано со вашето прашање на почетокот, многу слични беа општина Бутел, општина Ѓорча, поврзано со тие првични проблеми со долговите, а и генерално во тој период бевме можеби најсиромашни општини на територија на градот Скопје, но не каскавме. Значи вие затегнавте празна, абсолютно, не празна, туку долг, голем долг, некаде околу половина милион евра. Што во суштина невозможува да се реализираат многу проекти. Не само тоа, не во фиоките немаше ниту еден готов проект за било каква акција во идни. Значи буквално наидовме на една целосна безидејност, дисфункционалност во администрацијата. Народски кажано, буквално не се работело ништо. И затоа граѓаните практично направија нели таков избор, го казнија тој градоначалник тогаш. Кај мене можеби нешто што е различно е што директно се судрив со урбана мафија, па дури и со организирана мафија, која што во периодот 2017-2021 година во Бутел функционираше баш како од крими драма некоја целата ситуација. Таква беше спрегата помеѓу локалната власт и овие организирани криминалци, кои што најголем дел од нив се во моментов зад решетки заради добрата работа на министерот Тошковски. Но тој предизвик исто така го поминавме, останавме на тој принцип дека згради во Бутел не дозволуваме, немаше ниту една зграда на територија на општина Бутел, бидејќи тоа го барат граѓаните. Поврзано со предизвиците, би истакнал една работа, многу добро го забележа тоа колегата Стојковски, но јас би додал, мислам дека на територија на Македонија и на градот Скопје и на Македонија има една нова генерација на градоначалници кој што го надмина оној момент дека градоначалник е човек кој што само асфалтира улици и ќе направи нешто ситно. Ние сме сведоци на еден мандат изминат, зборувам групно за градоначалниците кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН, каде што се градеа навистина големи паркови, се градеа нови градинки, се градеа нови училишта. Во Бутел се изгради едно ново училиште, две нови градинки, едната е завршена, едната е при крај, еден убав мега парк од 10.000 метри квадратни, друг најавуваме сега. Наскоро ќе почнеме да градиме плоштад. Поликлиниката е веќе реалност, тендерската постапка завршува за неколку дена од сега. Водовод во Љубанци и Љуботен, нешто што 30 години назад не е решено.
Сето ова го кажувам со цел ова пренагласено и кажано за време на кампањава и некако навистина би ги заморувал граѓаните да го истакнувам, но не го спомнам случајно. Сакам да кажам дека дојде една нова генерација на политичари или градоначалници кои што наметна едно ново темпо и ги зголемија очекувањата кај граѓаните. И сега нема да се соочите како градоначалник само да бараат од вас уличката да се туку не, таму нов плоштад, таму ако може нов парк, нова детска градинка. Значи го подкренавме на вистина нивото и ова кога го зборував пред изборите, некако се чувствував дека нема доволно подкрепа заради тоа што многу е побаво да се зборува сега после изборите од кога ќе видите дека граѓаните тоа го оправдали и рекле да, така е. Така да овој став кој што го кажувам пред неколку дена од сега и во првиот и во вториот изборен круг, мислам дека беше и такако покажано од страна на граѓаните дека е точно ова што го говорам. И во таа смисла, условно кажано, малци ни се отежнува работата заради тоа што очекувањата на вистина се зголемиле, но тоа е задачата на еден политичар да се бори со таков тип на притисок и некогаш кога ќе си го подкренете стандардот, треба да очекувате и повеќе работа. Така да не се плашиме ние од тоа, затоа и се кандидиравме и мислам дека за време на овој вториот мандат така имаше еден слоган кој што доста позитивен на актуелниот градоначалник на град Скопје Орце Јоргиевски. Мислам дека беше најдоброто допроведување и навистина е така. Навистина е така кога станува збор за градоначалници кои што доаѓаат од редовите на ВМРО. Бидејќи спомнавте дека веќе ги подкренавте стандардите, односно веќе граѓаните не бараат само пополнување на дупка во некоја уличка, туку веќе сакаат и зголемување на вредност, односно условите, генерално да си го убав да им биде животот. Значи не да имаат функционален, дали уличката ќе им, него навистина да имаат убав живот. Со кои проекти ќе започнете во овој втор мандат и дали буквално ќе одговора на барањето на граѓаните да им се да им одговори на барањето дека бараат нешто повеќе, односно веќе не бараат само улички, туку нешто повеќе. Прашање би го започнал одговорот со тоа дека, замислете, најпрво па ќе се скоро обратно од ова вие што го поставувате како прашање. 30 години наназад жителите на Љубовица и Љубанци бараат вода за пиење. Тие немаа водовод до овие две села, се снабдува со ископи од над селата кај што имаше доток на вода, па цело лето знаеа да немаат вода по 3 месеци летен период, можете да мислите за каков тип на проблем станува збор. Тој проект веќе започна се реализира, па се до основната потреба на граѓаните, исто така што 30 години назад се бара нова поликлиника, која што ја спомена, а нешто што е навистина за разобавување на животот и тоа што вие го кажавте, би го најавил за плоштад и парк воедно, значи еден велелепен проект кој што ќе се наоѓа, готов е проектот, целосната проектна документација е готова, кој што ќе се наоѓа веднаш до црквата Свети Јован и ќе го носи името Свети Јован овој плоштад. Ќе содржи културен дом, нешто што го нема на територија на општина Бутел. 3D анимацијата ја извади во јавност на мојот Facebook профил за време на кампањата. Навистина станува збор за нешто што ќе промени сликата на територија на општина Бутел. Тука би ги споменал и двата нови мегапаркови, едниот на Христијан Тодоровски Карпош, кој што ќе го градиме заедно со градоначалникот Орце Јоргиевски, бидејќи надлежноста таму е на градот Скопје, и новиот парк во Радишани кај Тредвлес, уште еден нов парк во Радишани, нешто што навистина исто така ќе допринесе во контекст на ова што го споменавте вие, тоа е подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Бутел. Би ги спомнал тие проекти. Благодарам за одговорот. Со кои проекти ќе го започнете вие вториот мандат и што да очекуваат како најбрзо да се реализираат во Ѓорче Петров регионите? Па имаме повеќе проекти кои што се веќе отпочнати или во фаза на отпочнување. Јас ќе кажам, сакам да го најавам паркот Македонија, кој што ќе биде на кеот на реката Вардар, со плоштад, со тримпатеки зони за рекреација, зборам спорт и за најмалите дечиња, како и локации кои што се предвидени понатаму за, да кажеме така, фулиња и таков тип на дружење, со нова летна сцена која што ќе биде тука покрај реката Вардар. Тоа е едниот проект. Започнавме уште веднаш со изградба на нова детска градинка. Под текстот продолжуваме со сите
инфраструктурни проекти, зборам во делот на улиците, како најголем проект би го издвоил патот, локалниот пат Волково-Кучково, кој што ќе добие дополнително проширување по целата должина, патот од Орман до Никиштани и многу други локални патишта. Мислам дека 90-тина беа на бројот, кој што дел започна да се работат, дел се во фаза на избор или во фаза на отпочнување. Со тоа ние целосно ќе ги завршиме тие најгорливите инфраструктурни проекти. Ја очекувам за скоро време и официјално да удриме камен темел на доградба на подрачното основно училиште Беровски во Хром. Таму една доградба веќе завршивме, со ова ќе го комплетираме, бидејќи изградивме и за прв пат спортска сала во последни 13 години во тоа училиште. Ќе се продолжиме да се фокусираме во сите терени. Го кажа Федниот парк, на пролет ќе го реализираме и паркот во Волково, на последна 22-ка, тоа ни е проект финансиран со средства на Европската Унија, така да и Волково ќе добие дел од тој европски колач, ако може така да се изразам. Планираме исто така спортски терени, 11-тиот мислам дека сега 11 или 12 беа, сега веќе не ги памтам, бидејќи на вистина силно се посветивме во тој дел. Полјана, паркот само што го завршивме, градиме нови детски игралишта во сите населени места, така да пак ќе се навратам оној дел убавиот од урбаното живење, тука ќе биде малку по-фокусирани, затоа што на тој начин ќе подобриме мобилноста и функционалноста на движењето на жителите. Доста ќе инвестираме во обнова на тие стари патеки, реорганизација на парковски површини. Очекувам централниот парк, градски парк, ние си го викаме во Ѓорче, исто така со поддршка на градот Скопје во прво време да го изреконструираме, да добие форма и лик каков што заслужува. И тоа се само дел од работите вага кои што можам да ги набројам, бидејќи на вистина на овие избори излеговме пред граѓаните со една голема, но реална програма за која што веќе во дел имаме обезбедено средства во партнерство со владата, дел се планирани за реализација као клучни проекти со градот Скопје и очекувам тие веднаш уште со првиот ребаланс барем дел од нив да бидат испланирани, да влезат во фаза на реализација, да решиме децениски проблеми на жителите. Бидејќи и двајцата го споменавте град Скопје, а генерално и потребата за соработка помеѓу градот Скопје и општините во самиот град Скопје, ќе ве прашам, ќе ви биде полесно сигурно, бидејќи прво доаѓате од иста партија, второ и градоначалникот Орце Ѓорѓевски во општина Кисела Вода се покажа дека исто како вас реализира голем број на проекти. Каква динамика очекувате сега? Кои проекти би биле заеднички во овој период? Па видете, ние сме дел од ист тим. Не само партиски, него и функционално и работливо. Работно, ајде, како да го да се изразам правилно, бидејќи сите овие 4 години наназад, сите ние градоначалниците во Скопје многу често комунициравме помеѓу себе, многу добро се познаваме и она што ни недостасуваше, зборам, како капа на нашата работа, бидејќи многу често ингеренциите на градот се испреплетуваат со тоа што ни се наши надлежности. Верувам дека во тој дел нема да имаме проблем во спроведување, во реализација на проекти, бидејќи ние во изминатиот период за жал не видовме малтени ни еден проект од страна на градот Скопје. Дури немавме ни поддршка во реализација на нашите. Доволно е за сам старт што веќе се осеќа олеснувањето. Доволно е тоа што ја вчера за прв пат видов цистерна на улиците како пере улици баш негде на територијата на Тафталидже. Беше немам видено многу одамна возило на комунална хигиена. Доволно е тоа што на вистина сериозно ќе пристапиме на проблемот со хигиената, за која што имавме најмногу забелешки, дури ние како градоначалници зборам, иако ингеренциите беа на градот. Сите со заеднички сили уште од денеска ќе видат жителите на градот Скопје како ќе делуваме во рамки на што се вели заедничка организација, поддршка меѓусебна во функционирањето на градот, затоа што ние пред се сме сите скопјани, па потоа сме дел од нашите општини, си го сакаме градот и ќе покажеме како на вистина се грижиме и како ќе работиме за него. Колку ќе помогне за општина Бутел генерално за целокупната атмосфера во градот Скопје,
кога имаме луѓе кои што покажале динамика и сличен однос во извршувањето на функција како градоначалник? Заради испреплетените ингеренции и како е важен градот Скопје за сите градски општини, тоа што го најавивме заедно со Орце Георгиевски е нов кружен тек на територија на општина Бутел, на улица Бутелска, кај поранешно Прокредит, паркот го споменав на Христијан Тодоровски Карпош, и целосно уредување на реката Серава во делот што е под надлежност на градот Скопје. Другиот дел го направивме, ние успеавме, но делот каде што е под надлежност на градот Скопје, каде што е под ГУП, ќе ни помогне градот Скопје. За основната функционалност на општините е битен градот Скопје. За жал немавме ниту основна комуникација со претходното раководство на градот Скопје, со градоначалничката и со било кој од градот Скопје. Навистина ни се отежнуваа многу процеси поврзано со хигиената, мислам дека на сите име јасно, дури мислам дека пред избориве извесен период, мислам дека дури и намерно не се собираше отпадот нели има и процес и така натаму и добро е да го истражат органите сето тоа затоа што е надвор од домот. Просто некои работи не смеете да ги правите за политички поени и тоа време треба да биде минато во Република Македонија. Треба да пресметате врз основа на што може да направите политички поени или не. Во минатото за жал сме се соочувале со такви работи кои што се надвор од умот. Така да во таа смисла мислам дека градот Скопје како ќе помогне не само на општина Бутел, не само на градоначалниците кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН на територија на градот Скопје, туку убеден сум дека сите ќе имаат и како бенефит од работата која што ќе ја спроведе Орце Георгиевски, бидејќи сите ни е јасно станува збор за динамичен човек кој што исто така е докажан во минатото. Не направивме овој пат експеримент и мислам дека ќе биде секако што треба. Да, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, но се враќаме назад во студиото. Би сакала да прокоментирам и за изборниот резултат, какви се вашите согледувања во однос на самиот биланс од изборите, но веднаш по рекламите се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со градоначалниците на општина Бутел и Ѓорче Петров, но пред да ги прокоментирам изборните резултати, како тоа би се одразило на целокупната политичка атмосфера, општина Ѓорче Петров имаше многу интересен настан, Октоберфест, кој што се случи некаде во септември. Да, во септември пред да почнат самите избори, но беше доста поздравено од и граѓаните на општина Ѓорче Петров, меѓутоа доаѓаа граѓани од другите општини. И она по кое што оставивте белек е дека ангажиравте само македонски изведувачи, односно ја поддржувавте не само музички изведувачи, туку генерално севкупно сите артисти. Сите од културата, да, артистите. Ќе се продолжи ли ова, каков беше генералното резиме од самиот настан и во која насока би се движело сега, дали ќе има други слични настани, дали ќе продолжите да ја поддржувате македонската култура и во која форма? Апсолутно. Го имавме првиот Октоберфест во септември, тоа беше тема вака на некој од страна. Како и да имавме одлична манифестација, не беше сама таа беше, да речем, круна завршница на целото културно лето. Ние го имавме негде околу 1 месец скоро. Мислам дека ние на друга општина не прави толков долг период на настани, кои што се поврзани сите со денот на општината 20 септември. Така да и овој фестивал во 3 вечери имавме десетина артисти, сите од македонската естрада. На место е тоа секогаш, барем ја додека сум градоначалник, ќе гледам максимално да бидат вклучени македонските артисти. На тој начин даваме и директна и индиректна поддршка на тоа да продолжат да творат, па и да стимулираме некои помлади генерации да се вклучат во процесот на културата и да работат. За прв пат имавме оваа форма на фестивали и настани. Видовме што е добро, што заслужува да добие поддршка и во наредната година, каде треба да се подобриме и апсолутно дека тој фестивал ќе стане традиција, како и повеќе други работи, и ќе вметнеме барем уште 3 годишни настани. Значи, целта е да имаме некои 4
такви повеќе дневни настани во текот на една година, затоа што на Ѓорче многу му недостасуваше таква работа и на место овие констатацијата многу луѓе и од надвор, зборам од соседните општини Карпош, па и од другите делови на градот Скопје, доаѓа. Посебно имаше настап на 2 бона последната вечер, мислам дека тогаш имаше млади од сите делови на Ѓорче, така ние ќе бидеме поспремни наредната година за организација. Се надевам дека до тогаш ќе го финишираме и плоштадот Македонија и паркот кој што го говорам, кој што ќе понуди уште поголем простор за одржување на ваков тип на настани и ете, зошто да не го имаме цело лето настани. Знаеме дека во градов и генерално настаните летно време замираат, меѓутоа ете може да одржиме некој континуитет во текот на летниот период кој што би финиширал повторно со еден ваков фестивал. Сакам да го имаме во Ѓорче и вино фестивал, да имаме и други настани од овој карактер кои што ќе привлечат публика и ќе се дружат луѓето наставно. Преубава енергија. Ние не бевме како општина во можност претходните години да реализираме таков тип на активности, но сега навистина ќе ни биде силен фокус организацијата на вакви настани. Општина Бутово од друга страна многу ги поддржува спортистите. Вие дававте, буквално ги поддржувате и во меѓународни остварувања и во реализација на она што значи, односно во одржување на она што значи спортскиот дух и здравите навики. Ќе продолжите ли во таа насока и кои се плановите во овој дел? Да, генерално во спортот мислам дека поставивме висок стандард за тоа како треба да се однесува еден градоначалник поврзано со спортот. Навистина изградивме 5 спортско-рекреативни центри, 3 во моментов се градат, изградивме над 15 спортски терени само за 4 години се тоа е направено. Еден затворен базен се гради во моментов во населбата Радишанија, вториот здравје Боже следната година во Бутел 1 и мислам дека поврзано со спортската инфраструктура навистина направивме многу. А додека е во прашање помошта за спортот, помагаме и директно на спортските клубови секоја година, врз основа на јавен повик, но помагаме и тука сме навистина ретки, една од ретките општини во државата каде што помагаме и директно на спортистите. Имаме нешто над 200 спортски стипендисти кои што директно се помагаат од страна на Тоа е огромна бројка и огромна бројка не само за поддршка, него за самата општина дека има толку голем број на... Да, има навистина, има такво место е. Општина Бутово е расадник на спорт и на врвен спорт и генерално сакаат луѓето спорт. И мислам дека сето тоа ние треба да го подкрепиме, да го поддржиме и да го поддржуваме како што го поддржуваме во минатото. Знаете, сега секој населено место добива свој спортско-рекреативен центар составен од кошаркарско игралиште, фудбалско игралиште, некаде и тениско игралиште, паркче посебно, игралиште за деца, место каде што луѓето од секој населено место можат да си го поминат своето слободно време во близина, а во минатото не беше така. Можеби имаше не едно место на територија на општина Бутово или ќе дојдат таму, ќе патуваат толку или ќе одидат некаде во центарот на градот, но сето тоа сега веќе го надминуваме и дури имаме луѓе од други општини кои што ги користат овие например како Кеот и коритото на реката Серава, навистина ете кој е љубител на пешачење или трчање може во Радишани да бев пред некоја вечер, навистина фантастично изгледа и е препосетено и се сретнав со луѓе кои што се од една соседна општина на пример и го користат тоа, така да во таа смисла генерално кога е спортот во прашање, мислам дека нема да претерам ако го искористам зборот дека направивме револуција. Да, поврзано со спортот. Ви честитам и во делот на спортот и во делот на културата, но сега би сакала да го прокоментираме малку за бројките од локалните избори, бидејќи она што го покажа овие резултати е дека граѓаните со својот глас на еден начин го ја изфрлија втората најголема политичка партија во македонскиот блок, ако се земат во предвид изборните резултати, бидејќи коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освои 54 општини градоначалници во 54 општини, втора по број веќе по градоначалнички места е Вреди со 9, коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз има 6 градоначалници, нај 4. Ако направиме споредба со 2021,
Тогаш социјалдемократскиот сојуз имал 16 градоначалници во 16 општини, тоа се 10 градоначалнички места помалку. Очекувано ли беше ова и дали има влијание само работата на градоначалниците или генералната работа на самата партија како социјалдемократскиот сојуз, што мислите ви? Па вака, тука би ги подвел работите. Секако дека ние како градоначалници го имаме директниот контакт и нашата работа е највизибилна, односно директно допираме до секој еден жител, без разлика дали е гласач или не е гласач. И на крајот од денот ние во нашата работа не ги двоиме луѓето на оние кои што гласаат за нас или оние кои што гласаат против, но со нашата работа и пристапот покажавме дека сме спремни да се фатиме во коштрец вевам со сите проблеми, дека не бегаме, ги прифаќаме, ги решаваме. Тоа е едната слика на ВМРО ДПМН. Од страната на СДСМ ние немаме таков некој ексклузивен пример на соработка и работа, и тоа луѓето го гледаат. Тука вие не можете да влијаете на толкава маса. Сега јас не бев свесен дека изгубиле 10 градоначалници, односно има 10 градоначалнички места, практично помалку од тоа што го имале претходно, но тоа е валоризација на нашиот труд на работата и на генералната слика која што ја гледаат луѓето кон ВМРО ДПМН. Зборам тука од аспект на функционирање на владата. Затоа што ние, иако кус период од година дена имаме веќе влада на централно ниво, сепак некои работи се многу визибилни, се гледа поддршката која што ни ја даваат на нас како општини, се гледа поддршката која што ја даваат на најранливите категории граѓани, покачување имаше на пензиите за пензионерите, имаше колективни договори со гранкови синдикати, така да има пораст на платите во сите сегменти. Предпоставувам дека гледаат позитивни исчекори цврстите наши ставови во однос на прашањата кои што сме ги кажале пред изборите и позициите на партијата, како сме позиционирани континуирано, немаме променливост во ставовите, не сме популисти, како што ете голем дел од опозицијата е настроена, и тоа ќе се види со текот на времето. Знаете како, вие луѓето може да ги лажете до одредена граница. Тоа не го правиме ние како политичка партија, го прави политичката партија најмногу левица и СДСМ. И СДСМ се доведе во ситуација да биде трета политичка сила во државата. Имаат сериозен проблем, потребно им е сериозно реструктурирање, доколку сакаат да дадат било каков општествен придонес и да се релевантен фактор. Тие самите себе си се дефакторизира од политичката сцена и мислам дека ќе треба многу посериозно да проработат, затоа што ние сме едно демократично општество и општество на кое што му е потребно да има различни мислења, да биде коректор на власта, за и власта да не се... Да, за да има здрава демократија. Па така е, да има добра дискусија по сите општествени прашања, но и да видиме резултати и примери од тоа што имаат како позитива да го кажат од текот на нивното работење, затоа што не можете, видите, демагогија веќе заврши како правец. Затоа што луѓето се доволно информирани, следат различен тип на медиуми, следат телевизија, следат социјални мрежи. Таа демагогија можеби е добра на кус период. Ние истата таа коалиција, СДС, Левица, ДУИ, нас не прати практично од моментите на шарената револуција. И ако видите нивните заложби во тој период и колку пати нивните тези, нивните мислења, нивните ставови се промениле низ годиниве, колку пати се излажани граѓаните, и некако беше и реално се очекува дека ќе имаат кога тогаш ваков крах, и мислам дека ќе идат уште многу подоле, дека нема да застане нивниот пат тука. Дали ќе се реформираат во други политички тела, што сега не би можел до таму да нагаѓам, но мислам дека се уште тие дното го немаат допрено и тек допрва ќе им следат некои други процеси. Вашиот став за ова? Тука ќе си дозволам малце како политиколог да коментирам. Многу е лошо да исчезне СДСМ од политичката карта, бидејќи треба добро е да се реформира час поскоро и треба да има здрава опозиција. Тоа ќе биде добро и за нас како градоначалници, но и наблюдувајќи политиката на централно ниво.
Една друга политичка партија, гледам се само прогласува како втора политичка партија во државата. Тие пак се бават со еден ефтин популизам, баш ефтин популизам, кој што се базира на, би рекол, проста и емоционална реторика. И тоа по теорија на популизам може и слободно политиколошки да се образложи, но да не навлегувам подлабоко. Се прогласуваат за втора политичка партија во државата, а имаат 0 освоени мандати за градоначалници. Мислам, тоа е малце сулудо, да го кажете. Затоа што во политиката е веќе направена паралела со спортот. Утакмицата ако заврши 3-0, фудбал, џабе се послем коментарите дека некоја шанса била поизгледна или па таму се направило притисок, овој требало да земе жолт картон, овој црвен картон требало да му дадат и така натаму. Просто е небитно. Резултатот на крај се гледа и валоризацијата е таму постигнат гол, а тука се бројките на крајот од денот. И дури гледам често од страна на пошироката опозиција се коментира дека ВМРО ДПМН изгубено гласови. Паралелно сите нели имаат изгубено гласови, но тоа е најнапред заради излезеноста. Да, малце поинако се однесуваат граѓаните на локалните. Што е многу различно и не само сега, ако земете историскиот след наназад, ќе ви биде јасно. Ово што го кажувам ќе се потврди како аргумент. Но што е важно? Важен е соодносот со сите останати. Тоа е суштината. И секако, не треба да замижиме, мислам дека и премиерот Мицкоски во вечерното излагање на вториот круг го спомена тоа, не треба ние да замижиме према сите оние луѓе кои што решиле да останат дома, па дури оние кои што гласале против, треба да работиме на тоа оние кои што останале дома да ги мотивираме да и тие препознаат што ние навистина правиме, па дури оние кои што не гласале за нас да пробаме да ги убедиме следниот пат да гласаат најмалку од политички причини, туку од чисто од реални причини, заради тоа што баш како што каже колегата мој, времето на тој гол ефтин популизам навистина поминува. Станува збор за многу различен тип на луѓе денеска и пред 20 години. Еве, например, во Бутел имаше една работа која што мене лично не ми се допадна, а тоа е сурово жестока, па и шовинистичка дури кампања од страна на ДУИ. Значи, они викаа, ајде сега да направиме се албанско обединување и така натаму. И замислете, ДУИ неколку недели после изборите, уште со пресконференција се занимава зошто албанците во Љуботен дале 400 гласа на Дарко Костовски, тоа го припишуваат како греф. А за време на мандатот на Дарко Костовски таму се носи вода, а ДУИ биле 20 години на власт, не обезбедиле ни капка вода во случајот и нормално е да сакам да кажам дека тие ефтини политички размислувања, дали се од таков класично етнички принцип или од гол популизам, дека завршуваат и луѓето просто сакаат подобрување на својот живот. И одговорно ова го тврдам дека единствена политичка партија која што можеби со многу мани во минатото, но е единствена која што откако што Македонија е независна држава нешто прави за оваа држава, добро, тоа е ВМРО ДПМН, особено сега во овој период и со премиерот Мицкоски, кој што можеби во моментов тешко може да препознае секој еден човек, но за многу кратко од сега ќе се препознае неговата историска улога во овој момент, кога е во прашање Македонија и во национална смисла, но и во таа практично политичка смисла за развој на Македонија, кој што сите ние го очекуваме и мислам дека во моментов почнуваме веќе реално конечно да го чувствуваме. Ова беше одлична политиколошка анализа, ви благодарам. Но за крај би сакала да го заокружиме разговорот, особено во делот на вашето искуство како градоначалници, успешен прв мандат, освен втор мандат во уште во првиот круг. Кој е совет, лекција што би им ја дале можеби на останатите градоначалници, како да
како се води, односно што беше она што дава резултати во водење на една општина? Па лекција не би дал на никој, но секако би советувал, не знам, можеби најважно од се е да постигнете максимална ефикасност. Имаат јапонците еден добар термин, Сериоку Зенјо, доаѓа од еден од модернизаторите на Јапонија, од Джигуро Кано, кој што е основач на џудо. Но покрај тоа имало и многу други позиции и функции, например бил одговорен за образованието во Токио во периодот на модернизација на Јапонија. Што значи тоа? Тоа значи да се базираме и да се осврнеме на работи кои што навистина практично носат одредени вистински цели. Што помалку да се занимаваме со работи кои што не носат во прогрес. А тоа би било еден практичен пример, за не бидам сватен филозофски општо. Доколку некоја политичка партија води одредена негативна кампања против вас, која што нема прво никаква логика нити основа, да не се занимавате со тоа, туку да се занимавате само со вашата визија и со она што сте го ветиле пред граѓаните. И тука би додал дека треба да се разбере секој еден граѓанин кој што има создадено гнев во себе, а има некакво очекување, вие како одговорен човек на општината, без разлика дали гласал или не гласал за вас, ви дава поддршка или не ви дава поддршка, да пробате да му објасните дека не е возможно се да се направи, но дека и tekako е возможно да се менуваат работите генерално земено во корен, како што сум убеден дека тоа го прават градоначалниците од ВМРО-ДПМН. И повторно ќе кажам, валоризација на сето тоа е, или потврда на сето тоа беше овој изборен резултат, каде што ВМРО-ДПМН однесе апсолутна победа. Вашиот совет? Совет, ајде како мислење и како искуство. Сега секој ден од нас е првин различен пристап има на работите. Јас сум секогаш поборник за она максимална посветеност и работа, да се фокусираат само на тоа. Убаво го слушав колегата Костовски, ги кажа главните поенти, буквално не треба да имате вие дистракција на енергијата, ниту пак на мислата, него треба да ги поставите јасно приоритетите од самиот старт, затоа што ќе ве задушат со проблеми, ќе ве задушат со нереални барања, така да филтерот сте вие. Секогаш мора да го направите тој дел и тоа најмногу зависи од градоначалникот. Секако дека тука е многу битна поддршката од страна на тимот кој што ќе биде ангажиран. На почетокот секогаш е многу потешко, додека се најдат соодветни луѓе, ако се успее да се најдат, бидејќи сега тоа е голем проблем во делот на функционирањето. Потоа тој тим да се состави, па да секој да се најде соодветната улога. Не сакам да кажам дека не треба брзање, сето тоа треба да оди во еден чекор, затоа и треба работниот ден максимално да се користи. Почесто одење на терен, ќе согледате, ќе сретнете луѓе, знаете што повеќе луѓе, различни идеи, решенија, може дури некој сме имале ние решенија од предложени од самите граѓани кои што можеби за нас биле непознати, далечни. Водата во Кучково, човек ни ја кажа локацијата каде да бушиме, каде би можеле да најдеме вода и на вистина најдовме со добра издашност. Зборувам за такви некои. Можеби вака од страна на луѓето не им се познати, но ќе сретнете некој ќе ви посочи како може да го решите одреден проблем. Да слушаат повеќе, да слушаат општо, зборам, и луѓето кои што се стручни внатре, и да ги слушаат луѓето кои што се надвор од канцеларијата, колку што можат максимум да работат, да го одбегнуваат тој популистички дел. Не е секогаш битно да се сликнете или да направите. И за мене најчесто тоа не било во првиот мандат. Многу повеќе сум се посветил на структурните работи кои што биле, да обезбедиме долгорочен бенефит за општината и сето ќе се дое во свое време. Многу трпение, многу балансирање додека не се постигнете одредена појдовна точка. Ви благодарам на двајцата за денешното гостување и ви посакувам успешен втор мандат. Добре. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта и останете секако на фреквенцијата на телевизија Алфа.